Михајло Свидерски е писател кој припаѓа на новата генерација на автори. Тој неодамна ја објави неговата нова авторска книга, а тоа е Синовите на Адам. Во наредните минути следува интервју со овој писател на нашата Марија Димишкова. За мотивите на неговото книжевно изразување, како и за вистинската слика со книжевната сцена во Македонија. Вечерва гостин во Трилинг, авторот Михајло Свидерски. Свидерски, добро вечер. Честитки за романот Синовите на Адам. Вие сте еден од посмелите автори кои што малку повеќе прочепкувате низ транзицијското општество. Во однос на вашиот роман зборувате за малку помрачни теми и погледнувате низ лавиринтите на животот. Така е, се обидувам да пишувам за актуелни теми, за темите на современието, за малиот човек, за обичниот човек, за човекот кој е дел од современието. Станува збор за роман кој што е вистинска приказна и некако се наметнува како прашање дали е поголема одговорноста кога треба да пренесете нечија приказна или треба да зборувате за болни вистини за кои што другите помалку зборуваат. Секако дека одговорноста е поголема, бидејќи таа животна приказна ги покажува мрачните вистини на современието, мрачните вистини на секојдневието низ кое ние поминуваме, а малку детали ни се познати за нечии судбини. Ние се фокусираме на глобалните прашања, занемарувајќи го поединецот. Токму со овој роман сакав на поединецот, на обичниот човек да му дадам глас и тој да прозбори низ романот како наратор. Го споменувате обичниот човек, ќе се задржа малку повеќе на овој дел. Вие сте родени 1991 во Битола, припаѓате на новата група на млади автори, но за релативно краток период добивате повеќе критики од рецензентите во нашата земја. Некои ве сметаат за гласноговорник на обичниот и малиот човек, други пак ве некако оценуваат како контроверзен автор. Како го негувате вашиот јазик на пишување и како се развива тој низ годиниве? Преку читање. Јас постојано читам, постојано следам и разни медиуми, од документарни филмови, го сакам и филмот, сликарството и така натаму. Но инспирацијата ја црпам од секојдневието, од луѓето кои што страдаат, од луѓето кои што се борат, луѓето кои што се победници и сакам нив да ги исфрлам на површината, како што и херојот, главниот лик во мојот роман. Тоа е едно дете, кое што по случај на животните неприлики запаѓа во мрежите на проституцијата и е продавано. И токму тие важни нешта светот нема време да ги гледа. Светот се фокусира на бројки, на статистики, а малиот човек, повторно морам да го споменам, останува некако во позадината на неговата експоненција во просторот. А како живее малиот човек? Најобично, како сите ние што се сметаме за обични луѓе и го живееме животот. Свидерски, вашите дела се преведени и на странски јазици. Кажете ми колку овој интернационален момент ви помага да го промовирате вашиот книжевен опус надвор? Секако дека помага и е голем поттик, голема мотивација, еден елан за секој автор да биде преведуван во странство и да добива награди во странство и да има своји читатели и читателска публика и така натаму. Најважното од се е квалитетното естетско дело, што ќе им го понуди на своите читатели, без разлика на другите околности. Пред се сметам дека писателот треба многу да чита, многу да истражува и добро да го владее јазикот, за да може на своето книжевно дело да му даде богата естетска книжевна вредност и димензија. Покрај тоа што сте автор на проза и поезија, вие сте и основач и уредник на издавачката куќа Восток од Битола и во принцип имате веројатно комплетна слика како стои книжевната сцена во нашата земја. Каква е ситуацијата со книжевноста во Македонија и колку државните институции ја помагаат? Книжевната сцена е богата. Морам да кажам дека Македонија изобилува со квалитетни автори и од постарата и од помладата генерација, преведувани во странство и високо ценети од странската читателска публика. Кога разговараме со странци, просто се воодушевени од нашата култура, од нашиот фолклор, од песните и така натаму. И сметам дека за една мала држава, на еден мал јазик,
Ние имаме мнозина поети, писатели кои што се талентирани. Во однос на вториот дел од прашањето на финансирањето, најчесто се потпира на Министерството за култура, кое што ги финансира авторите за издавање на делата. Има отсуство на грижа од локалната самоуправа, тоа морам да го забележам. Значи сега во ера на децентрализација, локалната самоуправа треба да биде проактивна за културните политики кои што се спроведуваат и се во нејзина надлежност. Вие сте од Битола, каква е состојбата со книжевноста кај вас, колку е поддржана од локалната самоуправа? Па знаете, секогаш може да биде и подобро, се прават обиди да заживее и културата во Битола и културната сцена, но треба да се работи. Зад нас е уште еден саем на книгата и она што некако се наметнува како тема, со оглед на тоа дека мотото на саемот на книга оваа година е да се привлечат младите популации, односно помладата генерација да чита малку повеќе книга. Како да се направи тоа, со оглед на оваа дигитализација која што ја живееме и оној момент во кој што некако сите се пренасочуваат код она Google комуницирање или Google пребарување? Така е, книгата сметам дека сепак ќе остане незаменлив медиум. Таа е еден фундамент многу важен за културата на еден народ, но дигитализацијата не ја истиснува во онаа мера во која што ние мислиме дека ја истиснува. Бидејќи имаше сега во Америка едно истражување, го читав, колку од читателите купуваат книги во хартија и дигитални книги. Поголемиот број, околу 60%, се уште читаат книги во хартија. Им е поприродно, подостапно, ја остава, ја враќа и така натаму. Тој допир со книгата го врзува читателот за книгата. И читател се создава од мали нозе. Сметам дека уште од предшколска возраст па натаму наставниците треба да бидат најголемиот мотор, двигател на создавањето на новата читателска публика, која што се надевам дека ја имаме, бидејќи сме читани, имаме еден повратен одговор од нашите читатели дека сме читани и така натаму. А како основач и издавач, веројатно имате и оценка што најчесто сака да чита помладата генерација? За жал, иако има добра понуда, има добра книжевна продукција на квалитетни, естетски книжевни дела, новата читателска публика, па и средната и постарата, се сепак насочени кон она што е кич, она што е литература која што не останува во историјата на книжевноста. Литература која што е од денес за утре, не се бави со вечни теми, не се бави со важни теми за поединецот, туку се бави најчесто со љубовни приказни или банални приказни кои што читателот ги консумира на брзина. Тоа се книги за на одмор, така би ги кажал јас. Фокусирани се на тие жанрови, да речем, кои што не остануваат во историјата на книжевноста, не се естетски вреднувани. Свидерски во една прилика велите: после секој роман имам период на читање, не пишувам ништо додека не се вооружам со нови теми, погледи и знаења. Дали полека некако се раѓа идеја за она што ќе биде следно од ваша страна? Да, се раѓа идеја, се уште како идеја за нов роман, и точно е дека се вооружувам со нови знаења. Јас постојано читам и пишувам за своето време, за современието, бидејќи сметам дека веќе историската метафикција е доста застапена во македонската книжевност. Сакам да пишувам за современието, како ние живееме денес, кои се нашите проблеми, и преку тоа фактички уште од римјаните ние знаеме како живеат тие, доколку секој пишува за своето време, мислам дека е тоа највредно посветено време на книгата. Ви благодарам за вечерашниот разговор. Ви благодарам и јас, ми беше чест.